Здраво пак, значи еве сме веќе на 7-миот туторијал. Во овој туторијал ќе продолжиме да зборуваме за условите кои ги спомнавме во претходниот туторијал, значи ќе зборуваме за if, else if. Значи да видиме каде застанавме претходниот пат. Значи имавме креирано променливо тип bool, која што ја примаше вредноста која што ја враќа функцијата try parse. Значи ако успешно парсирањето врати true, ако не врати false. И во однос на таа променлива печатавме еден или друг текст. Ајде сега да го промениме малку примерот. Значи сакаме доколку парсирањето е успешно, внатре наместо година на раѓање да печатиме дали сме полнолетни или не. Па да видиме како ќе го направиме тоа. Значи тоа ќе го направиме со додавање на уште еден пар на услови овде. Значи во делот од кодот, ќе пишеме овде како коментар, валидни години, а во else ќе пишеме невалидни години. Значи овдека ќе се изврши се доколку внесот на годините е валидни, овде доколку имаме невалидни години. Значи да речеме првен ќе испечатаме која година сме родени, а потоа ќе имаме уште еден услов. Ќе имаме if, ставиме заградите, тоа е доста практично бидејќи се забораваат. Први, значи пишувам if, отворам мала загради, потоа под него отворам и затворам средни загради. If, значи сакаме да видиме дали вредноста на променливата години е поголем или помало од 18 години, за да испечатаме дали корисникот е полнолетен или не. Значи имаме дали години е поголем или еднакво на 18. Значи условите кои може да ги користиме овдека, значи условите, имаме еднакво, тоа е, ајде ги пишем подолу, или погоре, нека видат, видите овде, значи имаме ова е еднакво, имаме ова е различно, значи различно, ова е поголемо или еднакво, поголемо или еднакво, и имаме помало или еднакво исто така, помало или еднакво, и имаме поголемо, и имаме помало. Значи, доколку години, вредноста на години е поголемо или еднакво од 18, ќе печатиме точка write line и ќе пишеме вие сте полнолетни. А во else, доколку фактички ќе испадне доколку е во првиот услов, значи поголемо или еднакво на 18, другото од овој услов е значи помало од 18, бидејќи сме ги земеле во обзир поголемо и еднакво на 18, тие се 18, 19, 20, остануваат во else сите броеви што не влегуваат во тој услов. Тие се броевите помало од 18 без од 18, значи 17, 16, 15 и така натаму. Значи convol.write line пишеме вие сте малолетни. Ајде да го пробаме ова. Стискаме play. Не забравяш помолска. Добро, гасиме претходното, terminate, ставиме на страна за да се гледа што се случува. Добро, нашето име Никола, вашето презиме Горгиев, вашите години 28, вашето име, добро, вие сте полнолетни. И родени ми стои тука. Добро, се кој што треба. Гасиме. Пробаме уште еднаш.
Сега ќе внесеме помалку од 18. Вашето име Никола, вашето презиме Горгиев, број на години 15, вие сте родени 2004 и вие сте малолетни. Идеме да додадеме уште еден услов, значи помеѓу вие два услови може да редиме колку сакаме вакви услови else if. Значи во е се различно, значи поголеми од да речеме 18, да ги земеме во обзир дека полнолетни ќе бидат само тие што имаат 19 и нагоре, доколку корисникот е точно 18 години, ќе печатиме нешто друго. Години е еднакво на 18. Години, што се буни. Аз не изгледа некоја буква, наверојатно, да, години. Добро. Console.writeLine. Веќе јас се осеќам преморно, пошто сите туторијали што ги има до сега, значи во 7 се снимени на денешен ден, 3 април, од саварот кога сум станал, тоа веќе се осеќам преморно. Вие имате точно 18 години. Добро, значи како што рековме, може да редите колку сакате вакви услови. Еве, не знам, ставим уште еден. Else if. Не знам ни, да речеме за помали од 0. Е помало или еднакво на 0. Значи, докато внесете 0 или негативни броеви, повторно да речеме дека се невалидни годините или испечатиме нешто такво. Вие внесовте број помал или еднаков на 0. Да го пробаме се тоа, значи, како што реков, може вакви else if да редите колку сакате. Else може и не мора да има. Значи, или има if else, if else, или комбинирате како сакате. Помалку забравивме дека нека стои чисто онака. Ајде да пробаме. Што ќе се случи ако внесеме пробаме при негативен број. Никола Горгиев, внесете минус 18, да речем. Внесовте број помал или еднаков на 0, значи кодот валидни години се, добро, поголем од 18, не е поголем од 18, и значи проверките поред години дали е еднакво на 18, не е еднакво на 18. Идемо далje. Години е помало или еднакво на 0, да, значи минус 18 е помало или еднакво на 0, се печати во и извршувањето на кодот продолжува после else-ото. Значи тука. Пишеме коментар. Продолжува тука. Значи еден од условите што се исполни кога има вакви наредени else if, значи еден што не исполнет и проверката прекинува. Доколку сакаме да има повеќе проверки да провери едно друго, значи може еден if, после тоа место else if да има друг if, да речеме тука if нешто друго, а потоа да имате if нешто трето и така ќе влегува во сите услови. Провери и да е точен, ако е точен ќе го изврши, ако не продолжи понатаму. Наредниот if точен изврши, ако не никога ништо. Мислам дека ми ја сваќате по ентата. Да продолжиме да ги тестираме овие примери. Пробавме со негативен број, да пробаме нешто измеѓу 0 и 18. Terminate, пробаме со 15, Никола Горгиев 15. Значи се печати, вие сте малолетни, кој што реков, значи иде проверката, не е поголемо од 18, не е еднакво на 18, не е помало или еднакво од 0, значи ова останува како најверојатно да се изврши. Пробаме уште поголемо од 18, мислам, на еднакво и после поголемо. Прем се еднакво.
GF, реков на 18, имате точно 18 години. Ево, значи кој што реков, не е поголем од 18, дали е еднакво на 18, да, еднакво е, се испечатува ова овде и продолжува кога да се извршува тука. Добро, значи не се буните ако некој се буни за ова овде, значи ова е врзано со горниот услов. Значи дали годините се валидни, ако е валидни ќе се изврши се што е до тука, ако не ќе се изврши овде и ќе продолжи кодот после ова. Мислам дека се разбираме. Ајде да пробаме уште последното за поголемо од 18. Никола, Георгиев, 28 пишеме и вашето име и презиме добро, роден добро, вие сте полнолетни. И мислам дека тоа би било тоа за овој туторијал. Поздрав!